Од денес градоначалниците и советниците на советите се без правно дефиниран статус, а граѓаните се оставени во неумица дали ќе можат да ги отворат своите права пред органите на единиците на локалната самоуправа, преку постапки кои веќе ги имаат започнато или пак имаат итна потреба од тоа. Локалната администрација и сите јавни служби на локално ниво се загрижени за своите плати, но и за начините како во наредниот период ќе продолжат да ги извршуваат своите работни задачи заради непрекинато континуирано сервисирање на граѓаните. Немаме мандат и престана. Тој вакуум колку ќе биде и како ќе се реализира тоа, останува да реши надлежните органи, односно тоа е Собранието на Република Македонија. Со своја одлука кој што треба да ја донесе како би можеле мандатите на постојаните советници, не само за територијата на општина Струмица и за општина Струмица, туку за цела Македонија, да донесат одлука со која ќе се пролонгираат редовните локални избори и ќе се закаже нов датум до кога ќе важат и мандатите на сегашните советници. Не сме да се дозволи политичката криза да го еродира процесот на децентрализација на власта, затоа што локалната демократија е основа на која се гради демократскиот капацитет на државата. Пред се треба да се има предвид интересот на граѓаните кои како даночен обврсник плаќа за услугите и треба да ги добие навреме и со најдобар можен квалитет, како и за остварување на неговото право за учество во процесот на донесување на одлуки. Министерката па за локална самоуправа Шире Телези упати апел за итно продолжување на мандатот на градоначалниците и на советниците, истакнувајќи дека 6 месеци по одржување на парламентарните избори, политичката криза сериозно се заканува со целосна парализа на локалните самоуправи.